И сега, обично, на моите настапи, да речеме, вие сте двајца првата маса. И таа последна се пуни кај мене. Сите знаате дека првата маса кај мене го јаде, брат. И сега, например, вие двајца сте првата маса. Што правиме обед за тројката. Добро бе, да си потврдам. Океј. Вие не мора да дојдете. Значи, и сега, ја комуницирам со публика. Арно, ама, кога ќе почнеме да се зезаме, нели, кога ќе завршам со таа маса конкретно, ја имам еден свој начин на извинување со една многу глупа фора, која што се вика мала шала не е на измет. Да. И што ти интелигентна публика, 85% од прва ја фативте фората, брат. Низ Македонија ќе кажам онака спотора, мала шала не е на измет, интернетот им касни, брат. Сваќаш, 5 маси сваќа 25, утре дента. На космофон се на интернет уште, разбираш. И сега си правиме ја и ти муабет, нели, вака, нели, заебанци, шала, смеа, ова за после озбилно ќе се договориме. И на крај викам мала шала не е на измет. И сега се смееме добро, и ја продолжувам понатаму да зборам некоја друга фора и након поминуе време, брате, но минута и пол, тоа е дугачко време на сцена и вака на настап, минута и пол време поминува и тамо таа масата у гет, што не ја гледам, слушам еден неидентификуван глас, могуче да е нешто слупчане, нешто така, некое место, околу Кумар, некој, не знам. Значи, мала шала не е на измет, минута време проаѓа. Што јас? Му викам, што ти, братче? Па измет. Људ. Му викам, не, брат, измет. Не, измет. Ама не, викам, ова е друго. Јо, измет. И до него гледам уште еден. И викам, братче, ти како се викаш? Никола? Никола, златен дечко. Другари сте, да, топ. Ај, молим те, Никола, че сега ти објасни му на Исмет, значи ВМРО дујмаца, Никола и овој. И Али, објасни му сега, брат, ти на Исмет, што е Измет, за ние тука 220 души да си тераме стендапот, окей? И Николче вика, окей. И поминуваат 5 минути. Ја терам друга фора, трета, пета, завршувам, брат. 5 минути поминуваат и од тамо, овој, на кого бе ти говно? Не бе, брат, чекај малку, бе. Дори се објаснивме, брат. Не е оваа моја ногата, значи. Имам вештачки кук после таа вечер.